Добар ден, започнуваат вести на Слободен печат. Добре дојдовте. На полноќ завршува кампањата и почнува изборниот молк, кој ќе трае до 19 часот во недела пред вториот круг од локалните избори. Во вториот круг од локалните избори за градоначалник ќе се гласа во 32 општини и градот Скопје, а на 3 избирачки места во општина Шуто-Ризари ќе има прегласување за советници, откако управниот суд ги поништи резултатите поради утврдени нерегуларности. Локалните избори ќе се одржат во недела 2 ноември. Кандидатот на левица за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, вчера вечер упати повик до неговиот против кандидат од ВМРО-ДПМН Орце Ѓорѓиевски, како и до телевизија Телма да организираат дебата во нов термин денеска, откако Ѓорѓиевски го откажа веќе прифатеното учество на дебатата закажана за вечерва. Ѓорѓиевски претходно објасни дека го откажал учеството поради тоа што во исто време се одржувал завршниот митинг од неговата кампања пред вториот круг од локалните избори в недела. Лидерот на левица пак Димитар Апасиев во објава на социјалните мрежи ја обвини телевизија Телма дека покажала двојни стандарди кон кандидатот на партијата за градоначалник на Скопје Амар Мециновиќ. Според Апасиев на Мециновиќ потоа не му било понудено самиот да гостува на Телма, иако на телевизијата сам гостувал Стефчо Јакимовски, откако неговиот против кандидат за Карпаш Сотир Лукровски се откажал од таа дебата. На ова реагираше телевизија Телма, откаде велат дека му понудиле на Мециновиќ да гостува во формат на интервју наспроти тврдењата на Апасиев. Кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначалник на Карпаш, Сотир Лукровски, објави фотографија заедно со кандидатката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Маја Мојсова, која испадна во првиот круг од гласањето на локалните избори. По околу 1 час СДСМ преку социјалните мрежи реагираше на, како што велат од опозицијската партија, шпекулациите дека му даваат поддршка на Лукровски во вториот круг. Делот од Алијансата за албанците, предводена од Зијадин Селаке, влезе во владата само по предвремени парламентарни избори. Децидни се од Алијанса, откако власта ја подотвори вратата Села да седне на Илинденска по локалните избори. Села негира дека има какви било контакти со власта за влез во владата, откако и Изет Меджити, еден од водачите на Вреди, и премиерот Христијан Мицкоски, не ја исклучија можноста Села да стане дел од владиното мнозинство. Неизвестно е дали по локалните избори се можни претумбации меѓу владините партнери од албанскиот политички блок, односно, како што веќе се шпекулира, Алијанса на Села да дојде на местото на Бесана Билал Касами, која е дел од коалицијата Вреди. Србин сакал да внесе во земјава 130 килограми марихуана скриени во камион. Основното јавно обвинителство Куманово започна истрага против српски државјанин кој е осомничен дека пред 2 дена на граничниот премин Табанов се во камион со ладилник со словечки регистарски ознаки се обидел да пренесе 129,7 килограми наркотична дрога марихуана. Дрогата била спакувана во 14 торби скриени во камионот во собственост на превозната компанија од Словенија, а ја пронашле царинските службеници при контрола на возилото. Во Скопје денеска ќе биде одбележана 25 годишнината од усвојување на резолуцијата на 1325 на Обединетите нации Жени, мир и безбедност. На настанот ќе се обратат претседателката Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски, амбасадорот на ЕУ во земјава Михаилис Рокас и Весна Ивановиќ Кастарет, раководителка на канцеларијата на UN Women. Во Македонија од вчера е достапна нова поштанска марка со која се одбележуваат улогата на жените во градењето на мирот и 25 години од резолуцијата 1325 на Советот за безбедност на Обединетите нации. Усвоена на 31 октомври 2000 година, резолуцијата ја признава клучната улога на жените во спречувањето и решавањето конфликти, мировните преговори, изградбата на мирот, мировните мисии,
хуманитарните одговори и во постконфликтната обнова. Дизајнот прикажува жена која стои исправено и непоколебливо додека пушта бел гулаб кој слободно се издигнува кон небото. Колоритните сино-жолти нијанси и чистите линии на дизајнот ги доловуваат и нежноста и решителноста и ја представуваат трајната слика на жените кои водат, штитат и градат заедници, дури и во времења на неизвестност. Пригодната поштанска марка и поштански жик се дело на дизајнерката Нита Хаџихамза Гаши. Средбата Трамп-Путин откажана. Соединетите американски држави го откажаа планираниот самит во Будимпешта меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин. Под цврстиот став на Русија за строгите барања во врска со Украина. Одлуката наводно е донесена по напнатиот телефонски разговор меѓу највисоките дипломати на двете земји. Ураганот Мелиса одзеде најмалку 19 животи на Карипскиот остров Јамајка. Со уште 30 пријавени смртни случаи во Хаити и 1 во Доминиканската република. Вкупниот број на жртви низ Карибите се искачи на најмалку 50 и се очекува да се зголеми понатаму. Иако ураганот се врати над отворени води, прерано е да се даде целосна слика за последиците. Мелиса повторно се засели до бура од втора категорија и се движи кон островскиот ланец Бермуди. Владата на Јамајка го прогласи островот за зона на катастрофа. Кинескиот претседател Си Џинпинг е во центарот на вниманието на годинашниот самит на лидерите од Пацифичкиот појас од Јужна Кореја денеска, каде ќе разговара со своите колеги од Канада, Јапонија и Тајланд, откако постигна кревко трговско примирие со американскиот претседател Доналд Трамп. Договорот постигнат непосредно пред Трамп да ја напушти Јужна Кореја, прескокнувајќи го големиот дводневен самит на Азиско-пацифичката економска соработка АПЕК, ќе ги запре понатамошните ограничувања за кинескиот извоз на ретки метали, кои се закануваат да ги заглават глобалните синџири на снабдување. Новата одлука на Трамп го загрижува НАТО по објавувањето на повлекувањето на дел од своите сили од Романија. Администрацијата на американскиот претседател Трамп планира да го намали бројот на војници во Бугарија, Унгарија и Словачка следниот месец. Овој потек, кој веќе предизвика остри реакции од двете страни на политичкиот спектар на Капитол Хил, покренува нови прашања за долгорочната посветеност на Вашингтон на одбраната на источното крило на НАТО. Кој е новиот собственик кој го купувал Лукойл? Мистериозен купувач од Шведска, поврзан со руски олигарси. Станува збор за Торбјорн Торнквист, коосновач и претседател на групацијата Гунвор. Тој е во нафтената и гасната индустрија повеќе од 4 децении. Го основал Гунвор во 2000 година, а благодарение на неговото искуство и предприемачки дух, сега е еден од најголемите светски трговци со нафта и енергија. Гледавте вести на Слободен печат, благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodенpečat.mk.